Почитувани гледачи, сега ќе разговараме со секретарот на општина Битола, господинот Борче Димитровски, за се она што значи работа на единицата на локална самоуправа, кадровска екипираност, со кои капацитети располагаат, стручни кадровски капацитети располагаат одделенијата и секторите, каков буџет се подготвува во општината и каде се трошат на народните пари. И за многу други отворени прашања кои што веруваме дека се и ваш интерес и ваш фокус. Најпрви да речем добар ден, благодарам за поканата и можноста да разговараме со вас за она што значи работа на единицата на локална самоуправа на општина Битола. Во стартот едно од најбитните прашања. Многу често се вели дека општините се затворени институции во преносна смисла кажано, дека недоволно функционираат со граѓаните. Дали е така случајот во општина Битола? На кои се начини воспоставувате соработка и кој е фидбекот со граѓаните? Бидејќи општината е сервис на граѓаните, спрочи. Најпрво поздрав до гледачите, благодарам за поканата и можноста да во прво лице споделам одредени искуство од мојата работа како дел од тимот на локалната самоуправа, односно како секретар, како човек кој што треба да и координира добро, кажавте, одделенијата и секторите. Често помеѓу граѓаните, не само во Битола, туку на ниво на целата Република Македонија, се говори дека не само општините, туку голем број од јавните институции се затворени, а всушност точно ние треба да бидеме сервис за граѓаните и сервис на граѓаните. Од таа причина, со самото екипирање на тимот, новиот тим на локалната самоуправа, бидејќи секако и градоначалникот, а и јас како секретар доаѓаме од надвор, не сме биле дел од локалната самоуправа. Јас сум бил 4 години советник во советот на општината, меѓутоа сепак тоа е сосема друга функција, но не и дел од администрацијата. Една од главните заложби беше општина Битола да биде отворена и вистински достапна за потребите на граѓаните. И тоа некако се надоврза најпрво заради критиките за минатото, кои што во голем дел можеби беа оправдани, дека општина Битола изминатиот период од половина деценија пред доаѓањето на доктор Тони Којановски за градоначалник била позатворена спрема граѓаните, но се поклопува и со периодот на ковидот, кога всушност голем дел од принципите на делување се промениле и веднаш восстановивме пракса да овозможиме подиректен пристап на сите граѓани кои што имаат потреби, но не само пристап за нивните барања, туку отворивме многу теми на кои што не се работеше. Значи, конкретно една од темите беше легализацијата. Еве, кога зборуваме за отвореност на општината, тука нема да наблегувам за самата суштина на законот за бесправно изградени објекти, туку ќе говорам за самата потреба на граѓаните да достават некое барање на кое што треба да ми се одговори. И ќе кажам неколку податоци. Тој закон е донесен во 2011 година и до нашето доаѓање се уште имаше огромен број на предмети од 2011 година кои што не беа решени. За да направам една паралела, ако за 4 години во период помеѓу 2017 и 2021 се решија нешто под 800 предмети, 770 предмети за легализација, ние во 15 месеци донесовме решение за над 2000. Значи, всушност, кога зборуваме за отвореност и за достапност на општината, не може некој да е достапен доколку не одговорува, помакар и негативно, на прашањата и на барањата на граѓаните, уште повеќе за одредено законско право, односно ако некој закон ги дава правата, вие не можете да си дозволите да не им одговорите. Тоа значи дека секторот за урбанизам е профилиран доволно, дека располага со стручни кадри кои што брзо може да одговараат. Има општини каде што навистина многу споро е, кажавте и во претходната власт, да чинам така, алузијата беше ваша, дека не со таа брзина толку предмети се решени без оглед на исходот, дали е позитивен или негативен. Веруваме дека станува збор за законски одговори, нели, согласно законите за градба. Дали тоа значи дека секторот за урбанизам е доволно профилиран сега со вашето доаѓање или можеби кадрите
не се доволно искористени или пак постои некоја во позадина друга блокада, мотивирана од некои други аспекти, кои што можеби создаваат проблем при една политичка гарнитура со одредена партиска провениенција и друга. Па сметам дека сосема други биле причините да овие предмети не се работат, односно не се одлучуваат и всушност се немало волја да се решат предметите. Значи, и затоа таа бројка е толку мала, односно ние поработевме на ефективноста и на компонирањето, значи ние не донесовме или вработивме или ангажиравме не знам, нови правници или нови луѓе како дел од сектор на урбанизам, секако дека има промени, меѓутоа тие не се толку суштински, туку всушност направивме една анализа во овој дел и проценивме дека е многу важно да на барањата на граѓаните се одговори. И од таа причина ги ставивме како еден од приоритетите. Значи тоа не се однесува само за легализациите, се однесува и за многу други постапки кои што многу побавно течели, побавно се движеле. Сега тука исто така предизвикот во дел на ефективност е голем, бидејќи за жал во дел на човечки ресурси општините заради повеќе различни причини се соочуваат со недостаток и можност за вработување на дел профили. Значи, кај нас не недостигаат и градежни инженери, и архитекти, исто така недостигаат и IT стручњаци, значи дел од информатичка технологија, тоа се повеќе причини, значи дел е пазарот на трудот, квантитетот кој што посебно конкретно кај градежните инженери отсуствува, односно на ниво на целата држава, понатаму се потенцијалните примања како дел од администрација и волјата да се биде вклучен во тој систем. И сега тука е уште поголем предизвикот, бидејќи кај клучните и суштински теми нас не треба високо стручен и квалитетен кадар, а кога за општина Битола тоа е тешко да го има, што останува за други помали општини каде што можностите се уште помали, меѓутоа тоа е уште еден реален проблем и предизвик за кој што треба да се надминува. Велите дека има кадровски недостиг, го спомна и градоначалникот истиот момент, дека недостигаат градежни инженери, недостигаат архитекти, исто IT стручњаци. Но дека од друга страна платите се многу ниски во администрацијата, па и затоа нема интерес за вработување. Дали не сметате дека треба да постојат измени, па да бидат овие места повисоко водирани, да се добиваат повисоки плати со цел да може да се оствари нивниот мотив за да работат, од друга страна бенефитите во заедницата би биле далеку поголеми. Иако граѓаните често реагираат, и за мало покачување на платите, меѓутоа сепак треба да се води сметка за стручноста и она што се очекува. Целиот урбанизам во суштина се темели кој е рбетот на една општина и се грижи за рбетот и целата инфраструктура на градот. Значи, неопходно е да има стручни кадри кои навистина имаат високи познавања. Да, не би сакал да бидам погрешно сватен. Да, за жал и општините, и министерствата, и јавните институции во голем дел кај граѓаните има погрешно толкување или тие имаат право така да толкуваат, но тоа не може да биде генерален пример дека всушност администрацијата не оправдува платата во дел на ефективност така натаму. Не велам дека нема негативни примери, но сепак факт е дека важечките закони кои што го третираат работењето на администрацијата, значи и законот за административни службеници и законите за државни службеници треба да претрпат измени и да има поголема флексибилност во повеќе сегменти. Се тука не би оптоварувал и во дел на награди, казни, и во дел на можности, и во дел на примања, се со цел овие институции да станат поефективни и пофлексибилни од тоа што се. Дали општината е доволно кадровски екипирана во своите оддели и сектори? Го спомнавте овој недостиг. Освен тоа, дали кадрите кои што се вработувани низ годините, низ функционирањето во оваа македонска плуралистичка реалност, дали се вработувани кадри кои навистина се стручни или можеби својата стручност ја стекнале низ времето и се ефикасни или во работењето, или сепак постојат некои слаби алки каде што
кои што го доведуваат на некој начин во прашање, ја доведуваат во прашање ефикасноста на функционирањето на тие сектори кои се значајни за општината. Па да, секогаш постојат и позитивни и негативни страни. Јас како секретар ќе кажам дека задоволен сум од залагањето на службите. Секогаш е добре дојдено да се вклучуваат нови кадри кои што ќе подобрат дел од ефективноста во работењето, но генерално е многу би било некоректно да се процени како и што се случувало во минатото, туку мојата девиза како секретар во општината е она што функционирало добро да го задржам, а тука секако влегва и работењето на администрацијата и на службениците, а она што не е добро или да се подобри, или да се надгради, или да се промени. И многу е важно добра проценка да се направи со што се располага. Значи тука за секој потез кој што никогаш не е добро да се бара оправдување за одредени работи. Доколку подобро е, доколку нешто не можеме да го завршиме ефективно како администрација, да кажеме дека заради различни причини, дали ќе биде недостаток на човечки ресурси, дали ќе биде недостаток на финансиски можности или друг вид на организација на општината, дека нешто не може да се направи, отколку да се прифати нештото и на крај да се нема заклучок. Односно, ние премногу ентузијастички отворивме многу процеси и полиња, во кои што досега никој не сакал да навлезе. Значи, конкретно кажав, еве Закон за легализација како е пластичен пример во дел на ефективност на директно администрацијата. Ќе кажам и друг пример. Имотот на општината е една важна област, која што не се отварала како тема сама по себе, бидејќи никогаш не била главен фокус, а треба да биде еден од главните фокуси, значи соодветен регистар на што општината располага. Не знам, проблемите со така наречените будки или урбаната опрема која што е поставена на земјиште во општа употреба на Република Македонија. Значи, многу прашања со кои што повеќе од пола деценија никој не сакал да се занимава и да ги одлучува во тој дел. Затоа ние, мислам јас како секретар, а и градоначалникот, бидејќи бевме советници во претходниот состав на советот, генерално имавме сликата за функционирање на општината и нема простор за барање на изговори, туку напротив, со дополнителна работа се трудиме се она што може да се заврши со стручните служби кои што се дел од општината да го завршиме, за одредени сегменти каде што основано треба експертиза или одреден аутсорсинг, тоа секако во рамките на законските услови и можности да се прави, но треба секогаш да се земе во предвид дека администрацијата која што е дел од општината, која што е дел од министерствата, е малку поразлично од институциите јавни во функционирањето и секој составањето на подписот на било кој документ согласно стандардите сноси одредена одговорност која што е различна од било кој што нема право на никаков подпис, а знае да каже како треба. Значи, тука се главните проблеми, бидејќи мора да се работи стрикно законски, а од друга страна, очекувањата на граѓаните се дека треба да бидеме навистина ефективни, флексибилни, брзи во извршувањето на своите ингеренции. Сега тука треба да се најде идеален спој, но и многу рационален во пристапот, бидејќи некогаш ако многу се брза, може да се направат повеќе грешка, отколку некои работи ако внимателно се гледуваат. И постојано за сите проекти во кои што општината ги разработува, тука е проценката. Од една страна треба да биде ентузијазмот, но од друга страна треба да биде рационалниот пристап и постапувањето во самите постапки. Градоначалникот е градоначалничката е политичка функција, градоначалникот избира своји кадри за својот така наречен кабинет, иако градоначалникот нема кабинет, имаат од министерствата нагоре, но своји соработници, непосредни советници. Меѓутоа, како секретар на општина, дали е неопходно кога со вашето доаѓање, бидејќи рековте дека доаѓате одмор, не бевте вработен во општината, но сега сте вработен,
Дали беше неопходно разрешување на раководните функции на одделенијата и секторите и по кој критериум во суштина ги избирате раководните кадри? Што е за вас основниот критериум за да именувате раководител на сектор или оддел, што е навистина многу одговорна функција, бидејќи секој оддел, секој сектор е алка во системот на функционирање на ова општинско тело, кој што велам е пак од друга страна ќе носи натаму одговорноста за работата на локалната власт, на градоначалникот за остварување на сите оние проекти кои се дел и од една изборна програма, но и во основа мора да се завршуваат и милион други активности кои се согласно закон и не зависат од политичката функција. И сега тука ќе се навратам повторно на законите. Значи, ние сакајќи да направиме професионална администрација, што е навистина позитивен исчекор напред, во еден дел го невозможуваме и раководењето на градоначалниците во самите општини, односно креирањето на тим. Сличен проблем има и во министерствата. Значи, всушност, ни оддалеку не е едноставна постапката за промена на било кое раководно лице од својата позиција. Односно, многу е тешко да се наметне свој тим на раководители. Значи, од една страна ќе кажам, без да видам грешно сватен, не е основната интенција дека со промената на градоначалник треба да се промени цела раководна структура на општината, меѓутоа сепак тука треба да се бара некој баланс во делот на поголема флексибилност, самиот градоначалник да состави свој тим. Тоа сега во моментот го нема. Значи, основната девиза за мене како секретар е секој раководен службеник најпрво да работи законски, но и да има навистина волја за работа и да биде ефективен и да следи на високо наметнато темпо во работењето. Значи, тоа си е одраз на мојата карактеристика на функционирање и максимално отвореност во пристапот. Значи, ние кога јас дојдов како секретар на врвот на сите раководни службеници, дел ги познав, дел ги запознав низ работата, не размислував во насока дали некој треба да биде раководител или не треба да биде, туку да функционираме тимски, да се дополнуваме еден со друг, иако ова се звучи премногу политички или општо, повеќе треба граѓаните да кажат како општина Битола функционира изминатите 15 месеци, како функционирала пред тоа, бидејќи тие се најрелевантни, а на крај секако на следните локални избори ќе окажат своето мислење како функционирала целокупно локалната самоуправа, каде што еден голем дел покрај градоначалникот и советот како тело и политичките партии во него, клучен придонес позитивен или негативен ќе има и работењето на самата администрација. За сепак тоа е некој поширок контекст, тука се јавни претпријатија и така натаму, но никогаш не беше и не е прашање дали некој треба или не треба да биде раководител, туку како е подобро рационалното функционирање на општината. Значи, дали според вашите оценки раководителите сегашните раководители се добри кадровски решени? Или треба уште повеќе да вложуваат и да го организираат? Специфично е прашањето. Јас кажав дека сум задоволен од најголем дел од функционирањето на општината, меѓутоа никогаш не смееме да кажеме дека сме идеално задоволни од било што, така да во секој сегмент потребни се промени, подобрувања, тргнувам тука и од мене. Значи, јас самиот најдвам начини како да правам анализа во делот на постапките и на менеджирањето и она што ќе го добијам како совет, како размислување, што ќе произлезе од анализата, што може да се промени за подобриме одредени сегменти, бидејќи одговорноста како дел од локална самоуправа е навистина многу голема. Значи, јас сум бил 7 години директор на Национална установа од културата, на Центар за култура Битола. Едно е да се води институција, сосема е друго да се биде дел или посебно раководен дел секретар на општина како Битола, кој што е и по голем број на жители и по буџет после град Скопје, втори или трет град на ниво на целата држава, бидејќи ингеренциите на општината се навистина огромни во многу сфери, а и очекувањата и потребите на граѓаните се исто така големи. Значи, не ова дека покриваме
едно јавно предпријатие покрива неколку аспекти. Не знам, национална установа од културата покрива исто така неколку аспекти, но општина покрива ингеренции на неколку министерства. Значи, дури и повеќе од министерствата. Бидејќи тука, го споменавте, еден сектор урбанизам, друг е дел на имотно-правните односи. Тука се исто така јавните дејности, значи ние имаме ингеренции и во образование, огромни ингеренции и во култура, и во спорт. Дел помал може би во труд и социјала. Значи тука е советот со кој што треба да работиме заедно, бидејќи советот е телото кое што ги носи одлуките на крај заедно со градоначалникот. Така да се работи за покомплексна работа на која што многу тешко е да се дадат конкретни одговори, значи дали работиме во идеални услови или не работиме во идеални услови. Но објективно граѓаните не треба се замараат со тоа, бидејќи ние сме тука за да ги бараме решенијата. Ако зборувам јас се само за проблеми, а не за предизвици, тоа значи дека ние бараме некој алиби зошто одредени работи не функционираат. Секогаш ќе има работи кои што нема да функционираат, но треба да се бараат решенија, наместо да се зборува за проблемите. Јас ги барам решенијата и затоа јас ќе кажам дека да, задоволен сум со колегите и се трудиме секогаш да бараме решенија кои што на крајот ќе бидат во интерес на заштита на јавниот интерес, кој што треба да биде највисок. Значи затоа тука општината и така треба да функционира. Што повеќе луѓе размислуваат на сличен начин во еден тим, тогаш и резултатите ќе бидат многу подобри, бидејќи јас претходно, кога сум делувал како дел од Советот, најмногу сум ја критикувал на таа политика на барање на алиби за одредени работи, бидејќи најлесно е да кажеме дека заради 10 причини не може ништо да се заврши. И дури ако некој тоа го слуша како соговорник, а говорникот е многу убедлив, може и да го убеди дека е така. Ама тогаш тој човек не е за да биде да штити некаков јавен интерес во јавна институција, во приватно може да работи така. Овде за друго луѓето треба да се дојдени, ангажирани, вработени или било како. Кога таа разлика ќе се направи, значи кај нас не се прави разлика помеѓу централни институции, значи владини министерства, помеѓу локална самоуправа, помеѓу судство и помеѓу приватен сектор. Кој ќе се прават тие разлики, бидејќи јас сум работел како адвокат 8 години, значи имам искуство во приватен сектор, имам искуство и со невладини организации, и сите тие се различни и на свој начин функционираат. Кога ќе се направи соодветно таа разлика, а кај нас еден од најголемите гревови е што локалната самоуправа треба се помалку да биде зависна од централната власт. Значи независно дали иста партија и на централно и на локално ниво. Но никако процесот за децентрализација да дојде на тоа ниво, да локалните самоуправи соодветно се одвојат, како што е во позитивните примери, конкретно во државите во Европска унија. Колку според вас е зависна општина на Битола од централната власт? Па не само општина Битола, сите се зависни. Бидејќи општините никогаш, значи за да бидеме понезависни, како единици на локална самоуправа, треба конкретно дали ќе биде зголемување процентот од даноците, например од данокот на додадена вредност, повисока сума која што би влегувала во процент, што е стара тема, таа се зголемува низ годините, но никогаш доволно, и во дел на други ингеренции и опции кои што ги прават општините многу позависни. А тоа не треба да е добар пример, бидејќи на локалната заедница многу подобар сервис може да им биде општината, отколку било кое министерство. Објективно. Се тоа што го кажавте, впрочем, говори и одби во прилог на оние генерални заложби и примери од Европската унија, дека треба да се градат ресурси и капацитети на една профилирана администрација, професионална администрација, која што навистина ќе биде сервис на услуги на одредените и воопшто нема да зависи од тоа која политичка власт, која политичка партија или коалиција ја формира актуелната власт, нели, во чии раце, да речем, локалната гарнитура во одреден период и, нели, изборни циклуси.
Зборуваме следно прашање на ваков начин, впрочем, вие и кажавте како функционира секторот за урбанизам, дека значително подобро работи, што значи дека во прилог на тоа се и оние решени предмети кои што вие ги спомнувате. Но она што е особено битно за работата на една општина, како се трошат и каде се трошат народните пари. Како оди подготовката на општинскиот буџет? Колку овој буџет е навистина корисен и е во служба на граѓаните, на што се става најмногу акцентот во минатата година и што може граѓаните да очекуваат оваа 2023? За да не звучи премногу дека самите се фалиме, меѓутоа прв пат оваа година донесовме вистински граѓански буџет, бидејќи се организира форуми на заедниците, каде што општинската администрација беше отворена за представници на граѓаните, независно дали се представници на урбаните и местните заедници, дали доаѓаат од невладиниот сектор или од било која друга област, секако и стопанството, и ги слушавме сите нивни предлози, сугестии и размислувања, иако во текот на цела година ние добиваме стотици барања од граѓаните за подобрување, независно дали се работи за локална патна инфраструктура, дали се работи за водовод, канализација, бидејќи Битола е голема општина со преку 80 населени места, кои што имаат огромни потреби во делот на инфраструктурата. Независно дали се работи за потреби на здруженија на граѓани во одредени области или сосема некои други иницијативи, но оваа година навистина се вложивме да буџетот кој што беше во форма на предлог буџет даден пред Советот и пред советниците да навистина биде еден инклузивен буџет кој што сушност дојде како предлог од страна на граѓаните од целокупната локална заедница. Секако тука не треба да ја занемариме и програмата на локалните избори, бидејќи всушност во еден дел локалните избори се добиваат и заради програмата и концептот, значи градоначалникот понуди свој концепт на делување кој што беше препознат од граѓаните, но сега на некој начин сето тоа рафинирано го добивме конкретно во овој буџет, бидејќи првиот буџет кој што се гласаше за 2022, иако ние го сработивме, времето беше премногу кратко. Локалните избори формално во Битола завршија на 10 ноември, кога градоначалникот официјално ја превзеде функцијата, а рокот за предлог буџетот беше некаде почеток на декември, дали 2, дали 5 декември, бидејќи треба 20 дена претходно да биде јавно достапен, објавен и испратени материјалите до советниците. Тоа беше прекраток период и ние тогаш се осврнавме на припрема на буџет врз база на постојните изготвени проекти, односно оние проекти кои што имаа соодветна проектна документација, но во тој дел, посебно во дел на програмата за економски развој, која што се однесува на припрема на нова проектна документација, ставивме проекти кои што сакавме да бидат дел од буџетот за 2023 година и многу ми е драго што дел од тие проекти не само што се вклопија, туку и се поклопија со барањата и со потребите на граѓаните, баш истакнати на овие буџетски форуми, и за сето тоа постојат и записници, и докази низ целиот процес како сме го поминале, и основната идеја е да ние како општина излеземе во пресред за барањата на граѓаните. Повторно кажам, тоа не може да биде идеално, бидејќи оваа година ќе бидат, не знам, неколку десетици населени места, наместо сите 80 вон општината, дел од центарот на градот или дел можеби од периферијата, кога зборуваме во дел на инфраструктура, но сепак се трудиме, а тука на крај секако крајна инстанца е и Советот и градоначалникот да се направи филтер во однос на барањата и на предлозите и да се постигне ефективноста, бидејќи никогаш не може идеално сите да се задоволат барања, бидејќи има многу потреби и многу проблеми. Општина Битола како општина со голем број населени места, значи и рурални и во урбаниот дел и во руралниот дел има многу работи кои што треба да се подобруваат. Значи не сакам да кажам дека ништо не се правило изминатите 30 години од самостојањето на државата или поназад, но сепак
граѓаните имаат објективни потребни, посебно во делот на инфраструктура. Значи, дули во центарот на градот има делови каде што има проблем со канализацијата, има проблем со водоводната мрежа, има проблем со патната инфраструктура и тоа е реалност. И ако отвориме програмата за 2023, ќе видите и улици кои што се наоѓаат и во стрикното централно градско јадро, кои што треба да се реконструираат или кои што темелно треба да се реконструираат еве во 2023 година. Зошто тоа досега не се направило, значи целосната реконструкција со промена и на азбестните цевки за водовод и со нова канализација и нови приклучоци. Не можеме сега да кажеме од оваа дистанца, може причините бидат повеќе, но она што сакам да кажам дека во делот на буџетот се трудиме да правиме максимум, но без разлика што на хартија изгледа дека општина Битола има огромен буџет за македонски стандарди, оваа година основниот буџет е околу 900 милиони денари, заедно целокупниот е двојно повеќе од тоа, но во другиот дел од буџетот се влегуваат дотациите кои што ги добиваме од централната власт. Сепак тоа никогаш не е доволно да се направи се она што е потребно и не може се наеднаш да се направи. Сигурно. Како функционира едношалтерскиот систем? Тоа е еден метод, една алатка која што е најавувана со години, еден принцип, начин на работа кој што не профункционира во еден период. Дали сега веќе функционира и може наскоро да функционира со цел граѓаните да не чекаат и веднаш да ги добиваат, меѓу другото и тие одобренија за градба? Сепак во тој систем има се уште проблеми во делот на поврзаноста на институциите, бидејќи тука општината стрикно треба да е поврзана и со агенцијата за катастар на недвижности, во еден дел и со управата за имотно-правни односи, значи независно и повеќе други институции. Има тука многу што може да се промени, меѓутоа сепак не би можел јас да дадам одговор за генералното функционирање на едношалтерскиот систем кој што треба да ги вмрежува институциите. Но јас можам да кажам дека во делот на поефективно функционирање на општина Битола започнавме со изработка на ГИС систем и на ДМС систем, значи во еден дел да се дигитализира општината и двата системи ќе понудат многу предности во делот на функционирањето. Конкретно со ГИСот, ако денес ни се потребни неколку денови за да можеме да дадеме еден обичен извод од детален урбанистички план, и тука објективно го кажувам дека може да представува изготвувањето на тој документ проблем, иако не би требало. Со почнувањето на функционирање на тој ГИС систем, тоа ќе може да се направи за 20 минути граѓаните да го имаат изводот од детален план и многу други предности кои што тоа ќе ги донесе, а Document Management System или скратено ДМС многу ќе помогне во ефективноста на администрацијата, бидејќи многу поедноставно и градоначалникот и јас како секретар и следствено надолу раководителите на сектор и раководителите на оделенија ќе можат да следат поштата, изготвувањето на документи на временото одговарање на истите, односно одговарање на барањата на граѓаните, и преку тој систем ќе можеме да правиме пресек и соодветна анализа во кои сегменти, во кои сектори, во кои оделенија затајуваме во делот на ефективноста и во делот на функционирањето. Колку сите овие новини кои што ги споменувате, престојната дигитализација во сите сфери на нашето живење, може да ги следи кадарот? Колку е неопходна едукација перманентна, континуирана на административниот кадар? Па еден од основните сегменти на кои што исто така се посветивме е во секој момент да кадарот се обучува и едно од работите што ја направивме е да немаме онаков гард спрема работилници, нови иницијативи каде што треба да учествуваат вработените од администрацијата и во изминатите 15 на месеци, значи постојано се трудиме да ги мотивираме да бидат дел од тие процеси, бидејќи цело време има нови работи. Еве, јас доаѓам од областа на правото, законите се менуваат, ако не се следат промените, апсолутно дека нема да можете да се вклопите понатаму, дали ако зборуваме за дигитализација, за промена во пристап во различни процеси, ако самата администрација не се прилагодува
навремено, тогаш ќе имаме проблеми во функционирањето. Значи тука процесите се навистина флуктуирачки и од таа причина многу е важно да администрацијата, ама тоа е повторно ќе кажем уште еден предизвик, бидејќи конкретно ако сакаме ние да имаме целосна дигитализација, например на поштата која што доаѓа во хартија, тука има милиарда документи, да тоа се дигитализира, треба еден систем на скенирање, на аплодирање и така натаму, и тоа повторно треба луѓе да направат, не може само машина да го направи со самото доаѓање на пликото. И апсолутно тоа ќе значи системска промена во пристапот. Но ако не сме спремни да правиме промени, нема да има подобрување на процесите. Инаку, генерално, луѓето, не само во нашата држава, во цел свет, најмногу од промени се плашат. Сега, тој што се плаши помалку од промени и побрзо се адаптира, тој е неколку чекори понапред од другиот. А стравот е објективен секогаш. И од добрите промени се плашат, и од лошите промени се плашат. Ама нема, светот постојано се менува, начинот на функционирање се менува, се менува. Значи, едни закони важеа пред 10 години, други важат сега, не кај нас и во Финска исто. Комуникација со граѓански сектор, со медиуми, со јавноста, со сите видови јавности. Форумот на заедниците е еден од нив, овој разговор сега е исто еден од нив. Како и колку се грижите за аспектот транспарентност во вашето работење? Дали дозволувате да се снимаат седниците на Советот, каде што впрочем и најмногу и најгласно се говори за сите проблеми, бидејќи политичките опоненти секогаш имаат многу повеќе да кажат отколку кој било друг. Па една од работите која што општина Битола предничи, и се тука ќе бидам објективен, значи снимањето на седниците почна уште во времето на претходната локална власт и тоа си продолжи непречено, но ние го надградивме. Значи најпрво беа снимани само седниците, а со доаѓањето на новата локална самоуправа, новиот состав на Советот, отидовме чекор напред во делот на транспарентноста и сега и комисиите се снимаат и се објавуваат исто така на официјалниот YouTube канал и граѓаните можат да ги следат и комисиите, не само и самите седници. Така да во тој дел сме навистина отворени и транспарентни. Седниците се емитуваат и во живо, значи не се поставуваат само после завршувањето на самата седница. И тоа е еден процес кој што веќе непречено се одвива изминатите веќе 6 години, значи некаде од 2017, кажав, пред крајот на 2021 или почетокот на 2022 започнавме со снимање на комисиите, кои исто така ги има и се достапни од секој. И според повеќе анализи, општина Битола е една од најтранспарентните општини, не само во овој дел, меѓутоа и во делот на објавување на сите други податоци, кои што треба да бидат достапни за јавноста, бидејќи нема нешто што би требало да не биде транспарентно. Граѓаните треба да знаат што општината работи, кога зборуваме за таа отвореност, зборуваме во делот на транспарентност. Исто така сме многу активни и отчетливи во делот на Законот за пристап до информации. Во делот на транспарентноста, дали дозволувате при комуникацијата со јавноста на социјалните мрежи фидбек? Дали одговарате? Многу често граѓаните имаат и прежестоки критики, дури неадекватен вокабулар, обидувајќи во обидот да се скритикува одредена политичка провениенција, можеби има сосем друга намера има. Колку го остварувате тој фидбек на социјалните канали, особено на Facebook, нели како профил на официјалната веб страница на општината? Се трудиме да одговориме, но не е најклучно дали општина Битола, односно администраторот ќе даде некој одговор само колку да се одговори на одредено прашање. Многу е поважно доколку критиките се основани, да се обидиме нешто направиме. И од таа причина и официјалниот Facebook профил на општината го доживуваме како еден канал за комуникација со граѓаните и не ги игнорираме. Исто така кога го зборуваме за комуникацијата на официјалните службени мејлови и кај градоначалникот и кај неговиот секретар и кај раководителите, сигурно бројката на дневно примени мејлови е преку 100 на ниво на општина,
а тука исто така и она традиционална пошта во хартија која што се добива, значи ние постојано на било каков начин не можеме да го игнорираме, да игнорираме волјата и потребата на граѓаните да пристапат до општината. Сега често пати се дискутира, значи не значи отчетност доколку се даде одговор кој што нема ништо да значи објективно. Значи ние можеме да одговориме со генериран мејл на мејлот на граѓаните и можеме да одговориме со некој генериран одговор и на Facebook. Дека ви благодариме за вашиот коментар, но тоа не значи дека ќе ги задоволи потребите, односно барањето заради кое што е оставен коментарот или заради кое што е испратен мејлот. И сега тука затоа без да бидам сватен дека сакам да дам политички одговор, повеќе е важна суштината отколку формата за одредена работа. Со самото тоа што сме активни на социјалните мрежи, сакаме да станеме достапни, но ќе ја претрпиме критиката секако на основаната и се надеваме дека така ќе биде некој коректив во функционирањето на општината. Пак често и на социјалните мрежи има коментари од типот зошто некој јавно предпријатие или општината каже што прави кога тоа и е работа. Ама се тука е другата страна. Од една страна да, тоа е работа и може да се гледа дека не мора да кажеме, ама па ако не кажеме што е денес завршено, како ако некој не е задоволен, ако сака конкретно преку некоја социјална мрежа да даде инстант одговор и размислување, па нема да може тоа да го направи, и нема секој да сака да се обрати на службен мејл или било како, бидејќи сега се веќе целосната комуникација станува на некој начин службена комуникација, а тоа до пред 15 години било незамисливо. И затоа тука ќе кажам, тој што побрзо се адаптира на промените, подобро и поефективно ќе функционира и ќе донесе подобри резултати. Независно во која област, тој и за приватен сектор важи, не важи само за јавната администрација. И останува да ви заблагодарам, да ви посакам успех во работата и натаму транспарентно функционирање и уште подобра екипираност на општина Битола. Почитувани гледачи, ви благодарам вам за вниманието. Ова беше разговорот со секретарот на општина Битола, господин Борче Димитров.